Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Социјалдемократската младина од Струмица со оваа денешна пресконференција сака да ги подсети нашите политички конкуренти од Унија на млади сили од ДПМНЕ дека токму тие се власт во Република Македонија. Токму тие се одговорни пред граѓаните за целата таа апатија што владее во нашата држава. Токму тие имаат апсолутна власт, а со тоа и апсолутно целосна одговорност за тешкиот живот на граѓаните. После цели 5 години владење, ВМРО ДПМНЕ продолжува да бара виновник на секаде, но никако да пронајде вина во себе, во својата неспособност. Да биде трагедијата поголема и својот подмладок така го научиле. Господа од власта, сограѓани од ВМРО ДПМНЕ, зарем не ја чувствувате сиромаштијата која владее меѓу граѓаните? Зарем не гледате дека умираат луѓето од недостаток на здравствена заштита? Толку ли е тешко да се види дека луѓето се гладни, луѓето се бедни, луѓето се сиромашни? Зарем не гледате дека огромен број живеат без струја, без огрев? Што уште треба да ги симните портокаловите очила за да видите дека и надежта кај луѓето им ја земавте? Цели 5 години сте власт и ја дотолчивте државата, ја уништивте Македонија. Да беше овој народ тук, ќе се запрашавте. Да беше оваа земја туѓа, ќе се запрашавте. Дали треба дотаму да ја носиме работата? Дали не е доста? Дали не е време да запрете? Председателят на Унија на млади сили на ДПМНЕ, господине Лазаров, зарем кога ќе се стане цареник со средно училиште, после тоа се губат човечките чувства? Што е со вашите сограѓани кои имаат завршено на факултет по царина пред многу години, а седат дома без работа? Или пак тие не ви се битни? Важни се само вашите камиони, колку ќе ги има на број? Зарем кога Министерството за земјоделство ќе ви подели 100.000 метри квадратни земјоделска земја, го прави човек, а не човек? Како тоа токму на вашето семејство Министерството за земјоделство му доделува толкава површина на земја? Та нели бевте златарска фамилија? Па сега одеднаш станувате земјоделци? Колку субвенции ве следуваат од тоа земјиште? Како тоа толку млад, а имате стан во центарот на Скопје кој чини 150.000 евра? На колку јавни институции во Струмица давате правни услуги? Дали годишниот приход во вашето семејство остварен од тие правни услуги во државните институции во општина Струмица поминува повеќе од 1 милион денари? Ве опи власта со благодетите кои ги уживате, па не можете да видите ништо подалеку од вашиот нос. А и вашите сопартијци од другите градови што немаат од каде да учаат. Но барем вие да научивте нешто од делата на локалната власт во Струмица. Барем еднаш да одлучевте во нешто да се надпреварувате во нашата општина. Може би и нешто ќе сработивте. Делата се тие кои остануваат позади нас. Помагањето е тоа што не прави одговорни. Добрината е таа што не прави луѓе. Во име на тоа помагање кон луѓето, во име на создадените дела во општината, во име на љубовта кон нашата Струмица, ви фрламе ракавица на аргументи, на докази, за да се отрезните од пијанството од вашето 5-годишно владење. 2800 реализирани проекти во општина Струмица. Очи ќе ве извадат на секој чекор. 3400 вработувања. Многу од нив се ваши лични роднини, пријатели и сопартијци. 5600 финансиски помагања од социјалдемократските джебови за ваши и наши сограѓани на кои им е била потребна таа помош. Десетици нови домови за семејства кои немале покрив над главата, а секој ден ги гледате околу вас. 24 нови фабрики и производствени погони, како лекција за инвестирање со нови работни места. И уште што ли не, а само општина управуваме. Повторувам, ние само општина управуваме.
Ви фрламе ракавица за надпревар, ве повикуваме со проекти да се препукуваме, со дела да се докажуваме. Дадете сигнал за почеток на нов надпревар помеѓу младите од СДСМ и вас од ДПМН. Зашто ние оддамна тргнавме да ги реализираме тие дела. Приклучете се на тој надпревар со проекти, бидејќи тоа е еднината на политиката, господине Лазаров. Ако не, ќе ве оставиме и во опозиција на централна власт, па дури тогаш ќе ви остане единствената опција да ни се приклучите.